Во речникот на македонскиот јазик под името тајфа стои група луѓе или дружина, најчесто мајстори, но може да бидат и разбојници или други слични банди. Епа во овој случај станува збор за една необична банда, која се буди и заспева со музика. Имено, оваа тајфа на влюбеници во музиката, заедно со нивниот член, пејачот Димитар Антоновски, стануваат се попопуларни кај македонската јавност. Дали е во прашање нивниот шарм, професионално измешаните стилови или пак? Па нашата стручност и професионалност како професионални музичари, уметници, значи насвиот специфичен стил што во сите жанрови офатени, значи секаде по дискотеки, кафичи, свадбени, веселби, значи секаде може да има тајфата и Димитар. Тајфата од пред скоро една година ја препознаа истата љубов кон музиката во пејачот Димитар Антоновски и го зедоа во своите редови. Што се смени во тајфата од кога го добивте Димитар како член? Па, многу работи се променија, добивме на квалитет секако. Димитар е еден прекрасен вокал што секако ние први го забележавме и нормално сакавме да го имаме со нас. Го украдовте. Како тебе ти се доаѓа во нивно друштво? Да ти кажам, убаво затоа што пред се сите сме музичари кои што работиме со една цел, нели? Тоа е да се прави квалитетна музика, да се снима добри песни, нормално добро да се пласираме на пазарот наш колкав толкав. Значи, да оставиме некаков белек и многу ми е мило што може би не погрешив што го направив изборот да бидам дел од тајфата, затоа што навистина добро работиме, гледам добро котираме, како што кажавме во повеќе стилови музички сме офатени, повеќе категории на луѓе задоволуваме и многу ми е мило заради тоа. Диме и тајфата неодамна го издадоа видеозаписот за етно поп нумерата Остани, која со својот брз ритам веднаш влегува во уво. Ова ни е втора песна од проектот кој што го најавивме како тајфата и Димитар и првата нели е 7 дена, 7 ноќи, Остани е втората тема кој што исто е дело на Лазар и Магдалена Цветковски и да ги поздравиме нашите пријатели од 200 продукција кои што работеа и овој пат на видеото, кој што навистина се потрудија да изгледа така. Мислам дека самото видео е доста спонтано, бидејќи сите луѓе кои што беа дел од самото видео се наши пријатели лични и бевме многу слободни, опуштени во текот на снимањето, се снимаше во плажа во Стење и така, имаше доста подготовки, доста реквизити кои што требаја за спотот. Интересно во секој случај поминавме и тоа, пак ќе кажам, се гледа во видеото дека е доста спонтано, самата енергија таму си излезе на површина во самото видео. Од каде идејата баш за таков видеозапис? Па самата песна, значи дојде до идеја да направиме баш таков запис, самата тематика, содржината на песната, како што каже Диме, во Стење, во Преспанското езеро, најдовме локација прекрасна, голема екипа, многу луѓе, се собравме прекрасен ден од сабајле до вечер, го изработивме прекрасно. Самиот видеозапис, така да сега гледачите може да го погледнат, да видат, да слушнат. Мислам дека ќе ни се допадне оваа прекрасна песничка која што го носи името Остани или наслов Остани. Дали е малце предоцна за летен хит или сепак мислиш дека ќе биде хит? Па не е предоцна, затоа што првен доби песната на тежина, така да летото си одминува, допрва ги очекуваме резултатите. Сепак не мора да значи дека во лето ќе биде, па мора да биде летен хит. Содржината и тежината на песната е баш онај летен слободен стил. Јас викам за добра песна, нема временски период, значи во кој период да ја пуштиш, ако допре до луѓето, дали е тоа лето, есен, пролет, зима, мислам дека добрата песна секогаш допира до луѓето. Нормално многу е битна и самата промоција, нели? Значи еве и ние како се трудиме и покрај тоа што снимаме, нели, не е само колку да снимиме, него еве и голема благодарност до вас што
не поддржувате, нели, да кажеме збор 2 за она што сме го изработиле, за да можат и луѓето, нели, да го видат тоа. Димитар и тајфата не застануваат тука. Баш напротив, најавуваат многу новитети. Па секако ќе ви откриеме, се снима моментално и третата песна на тајфата. Сега темата е за сега енигма. Мислам за вас. Добро, се снимамо исто Лазар и Магдалена Цветковски се задолжени за третата песна, се надевам дека за брзо време ќе ви ја откриеме. Секако нека помине први настани, да ја слушаме, да им се здосади од слушаност, па да настапиме со нешто ново, се разбира. Малку настрано од музички план. Димитар пред половина година се оствари во најубавата улога на светот – родител. Па ни кажа збор 2 за малиот син Михаил. Па доста убаво и доста интересно, затоа што е најубавото, најблагословеното нешто што може да му се случи на еден човек. Јас, иако сум многу често надвор од дома, поголемиот терет, да речам, родителски е на мојата жена Кристина, но ете, колку што можам нормално и колку што се трудам секогаш, секој слободен период да бидам со Михаил, бидејќи ми дава навистина една посебна енергија, ме полни од сето она што ме троши, нели, во овој наш музичарски свет кој што е доста тежок и бара многу жртви, нажалост. Преубаво чувството и секогаш се трудам и ќе се трудам, нели, да бидам добар родител и моето дете нормално да си го осети тоа. Кажи ми, често споделуваш негови фотки на социјалните мрежи, сите коментираат дека е пресладок, на кого велат дека личи? Па еве гледаш на мене, се зезнам. Да. Да. Добро, си има своја убавина, навистина, Михаил е, си има некој шарм посебен негов. Па си викам дека може би од двајцата има по нешто добро земено и не само физички се надевам дека е во иднина и ќе биде, не ќе биде, него мора да биде добар човек и да ги следи вистинските вредности во животот, но тоа нели постапно, како што ќе доаѓаат етапите во животот, се надевам дека јас и Кристина ќе успееме да направиме на вистина добар човек од неа. Дари, може би со Кристина планирате уште едно? Па планираме, да, меѓутоа ако се е доста рано сега уште за тоа. Сме со план нормално за повеќе деца. Се надевам дека барем до 3 минимум ќе стигнеме, сега понатаму, здравје Боже. Почнавме со бројка 5, па некако намаливме на 4, сега сме на 3. На крај изглед веќе испадна, да. Не, јас сакам многу деца, искрено. Се надевам дека стварно ќе би можеле, оти сепак е голема одговорноста кон децата, нели, мора и двата некако родители да си помагаат, затоа што ако е цело време на еден терет е навистина тешко и во моментот, за жал, како што кажав, таков ни е нашиот живот. Се надевам дека Господ ќе не благослови со уште некое дете. Колку сега ќе видиме во иднина. И кога веќе Димитар сам спомена дека Михаил повеќе наликува на тато, изгледа тоа не е единствената работа која им е заедничка. Многу ми изненади, иако е само 6 месеци, во моето приватно студио дома, кога ќе го види пијаното, значи приправува таква желба и со таква радост седи на него и бидејќи нормално му произведува звук и толку чудно невиден кога ќе свири на пијаното и мислам дека може би има некоја жичка за музика и ќе ми биде мило, бидејќи сепак ова е благородна работа музиката. Не би го форсирал ништо што не сака да прави, но се надевам дека ќе му всадам некаква љубов колку толку за во иднина, да ја сака барем музиката, да има барем едно првично знаење за музика. Па ако сака понатаму нормално да се занимава професионално, би било супер, зашто не? Некој ќе ме замени во фамилијата. Да. Тајфата и Димитар Андоновски се дефинитивно една дружина која ќе ве насмее и натера да слушате убава македонска музика. Затоа останете во добро расположение со нивната најнова песна.